Не прашувајте ме како стана тоа. Уште не изговорен на мојот збор му се крева косата. Јас не можам од испитениот гнев да исковам меч за одмазда. Не прашувајте ме. Се уште плачот ми ги обневидува зборовите. Вик до вик во обрачот, што слухот се едно го врти. И молк до молк во испразнетиот воздух. Па не прашувајте ме. Зборот мој и гробовите што стрчат таму, тоа се два света меѓусебно неподносливи. Проштевајте, се уште плачот ми ги обневидува зборовите. Драги мој, имам една бела птица, што во мојот сон го црта твојот лик. Нејзините перја треперливи како жица, се бојата на мојот далечен вик. Педесеттата година, јас мислам дека е трагична година за нашето револуционерно движење. Богоја, Исуше, некои други и братучет му Павле беа затворени и одведени на Голи оток. Јас тоа тешко го преживував, посебно затоа што во тие тогашни критики јас самиот бев многу пооштар однос на разни деформации отколку што беше тој. И тие критики тогашни не можат ни да се споредат со овие денешниве, на кои со право се укажуваше. Меѓутоа, кој како тоа го објаснува, јас имам мислење дека во тој однос се претерало и многу луѓе отидо онамо кај што не им беше местото. Невино отидо кај што не им беше местото. И повраќањето, да кажам дека во текот на неговото, околу 3 години ми се чини, остана, јас не прекинав врска со неговото семејство, со другарка му, и дури настојував, и тоа го стварував, таа да иде кај мене и да одам јас кај неа, помагав колку можев, така што не можеше да го прекине тоа наше другарство. Повраќањето, јас го прашува, зошто ти отиде, зошто те затворија? Богоја одговараше како и многу други, не знам. И вистина не знаеше зошто. Поповски се запознав уште 1932 година, кога заедно се запишавме во први клас гимназија и од тогаш па се до кобниот 12. мај 1989 година, кога трагично го изгуби животот, другарувавме. Тоа бевне многу блиски другари, 57 години. Ние селските деца што бевме запишани во гимназијата, повеќе се дружевне меѓу себе во почетокот, но подоцна започна дружењето и со другите другарчиња од градот. Среќа беше во тоа што селските деца бевне сместени во интернат и речиси постојавно бевне заедно. Она што ми падна во очи, она што можев да го забележам како многу позитивно кај Бога е тоа што
одаваше вака печаток на повлечено дете, повлечено момче, кој не сакаше да се истакнува со зборови, но ми падна во очи и тоа дека посебен интерес пројавува за цртањето. Учесник беше во НОП и прифаќаше такви ризични задачи кои еднаш тој случај ќе го спомнам и го чини затвор. Во август 1943 година по налог на организацијата од Дебрца, каде беше развиено веќе партизанско движење, Богоја доби задача да организира пренос на радио од Охрид за партизанската база. Договарајќи се за тој момент, за преносот, млади, неискусни, ние тоа го правевме во непосредна близина на двајца контраши. Тоа беа вооружени луѓе кои беа праќани и на нашата територија и кои слободно шетаа во Охрид и го забележија тој наш разговор, изгледа разбра за што се работи. За кусо време по нашето разделување разбрав дека Богоја, Брдучен Лазор и Андон биле фатени. Од нив најмногу бара да признаат дека организирале пренос на радио. Богоја и другарите се бране дека тие не знаеле уопшто што имало на конјот товарено. Мислеле на познат човек да му помогнат да му го однесат конјот надвор од градот и тој да си замине. За чудо, мене не ме прашува ништо за радиото, ме прашува за други проблеми, посебно за брат ми кој беше партизан и за Перо Пирузе кој беше организатор на Дебрца, на НОП. Така што изгледа како да не сум учествувал во тој договор. Проучувајќи го партизанскиот театар или пошироко речено театарот на отпорот во Македонија, се сретнав и со името на Богоја Поповски, кој е еден од поактивните актери, аматери за време на НОП. Заправо е еден од првите членови на партизанската културно-просветна група Кочо Рацин, што во јули 1944 година на планината Караорман ја формира Владо Малевски Тале. Богоја тогаш се наоѓа во партизанските бригади и Владо Малевски Тале, настојувајќи да создаде една позначена, една поуиграна, една покомплетна културно-просветна група која меѓу другото изведува и скечеви, прибира уметници од сите, како што реков, бригади и го наоѓа, го сретнува и Богоја, кој до тогаш е студент на Софиската ликовна академија, доколку се сеќавам и паметам, тогаш е на трета година на оваа академија. Тој прибира и играорци, прибира и оние кои се пеачи, прибира и ликовни уметници, кои ќе станат јадро на оваа група и ќе развијат, и како што развиваат, наистина богата и импозантна дејност, започнувајќи од средината 1944 година, па се до крајот на војната.
Инаку во оваа група Богоја го игра, и тоа можем да речем мощно успешно, следејќи ги и искажувањата на непосредните учесници, другите непосредни учесници во оваа група, но и одзивите во тогашниот партизански театар, мощно успешно ликот на Хитлер. Репертоарот на драмскава група беше во прво време скромен, но подосна со текот на времето, се богатеше со нови содржини. Другарот Богоја Поповски учествуваше во едночинката скечот Хитлер во агонија. Ја толкуваше улогата на Хитлера и за да го добие ликот на злогласников ја воденеше косата и ја тргаше настрана за да личи на него. И навистина, по моје мислење, личеше. Публиката ова представа ја примаше со аплаузи, реагираше на одредени моменти, не годуваше на ликот, се смееше урнебесно, задоволно од она што му се случуваше на Хитлера и на Гебелса. Овој скеч е напишан во почетокот на 1943 година, и тоа во затворот во Тирана, каде има голема концентрација на македонци, а негов автор е Марко Шулајковски. Инаку структурата на овој скеч е сосема едноставна, сушност е една хумореска, еден подбив на до тогаш се моćниот Хитлер и Гебелс, кој во овој период веќе практично и банкротира на сите фронтови. И повикуваат еден гателец, Гебелс повикува гателец Ѓуптин, да му гател, односно да му прескаже судбината на Хитлер, а судбината негова е јасна само по себе. Всушност на овој парадокс се моćниот Хитлер да повикува еден гателец предизвикувало смеја, и така овој скеч станува еден од најпопуларните скечови во Македонија, покрај скечот Ѓоре Магареску или Петоимениот Ѓоре од Владо Малевски Тале. Тоа е истовремено и првиот, би рекол, наш аматер, се разбира во овој случај, сценограф, бидејќи Богоја не само што е актер, туку и ја прави декорацијата на изведбите тогашни на овој и на многу други скечеви. Црта пароли, пишува пароли, подготвува завеса и целиот оној амбиент кој бил неопходен за да се долови што поинтересно да изгледа оваа партизанска цена. Додека бевме на Караорман, разговаравме, добро ќе слеземе ние долу. А камо ни колиси, каде ни е бина и така натаму. И тука Богоја, например, се сеќавам, сум го запишал тоа и овдека. Нема што да се грижиме, рече. Ево, јас имам и бојци. Шатори имаме, шаторот ќе го обоиме. Еве ни кулиси. А што се однесува до штици и друго, долу е песочани, ќе слеземе.
два тројца, ќе земеме оттаму, ќе направиме и бина. Боро Ацевски вели, немој да се грижите за пренос, јас ќе обезбедам коњи за пренос на реквизитите и така натаму. Богоја Поповски беше еден многу тих, многу добар човек, многу совестен, многу работлив, многу поштен. И како таков тој се разбира се најде во времето кога беше потребно во партизанските единици, во агитпропот, бидејќи уметник, млад, каде што земаш учество во се она што требаше да се нацрта, да се напиши, од пароли до цртежи по весници и други работи. Инаку, да, тој во партизанските единици таму, уште во Западна Македонија, учествуваше во театарската активност, играше и како глумец, не? То него поштењето, негова работна активност продолжи и понатаму и после ослободувањето, не? И како то го одведе до тоа да студира во Софиската академија, која што на некој начин ето му донесе и многу некои незгоди во животот, затоа што се ожени за бугарка и имаше сите оние проблеми кои што мнозина од луѓето што таму престојува ги има. Не. На крајот на краишта тој тоа го доведе до тоа да дојди до Голи оток, каде што за никаква, за два збора, што се вели, нали, што ги рекол некаде, отиде и страдаше не само на Голи оток, страдаше и потоа. Скоро цел живот на него лебдеше таа сенка на тој Голи оток и на таа Софија. Тоа делуваше на него многу тешко како на уметник, така да тој некако потпуно го пресече, го скина, изгуби волја да работи, изгуби волја да биде уметник и повеќе се посвети на педагошката работа. Како педагог беше многу совестен, издигна многу луѓе, ширеше се разбира ликовна култура, али сам не работеше. Во таа ситуација во која што беше Богоја за време на Голи оток, сите знаеме и сите знаат дека фамилиите на тие луѓе беа во многу лоша состојба, поготово кај него беше случај таков да жена му не работеше, а две деца и навистина беше тешко. Ние, негови другари, кои што знаевме дека е Богоја чист човек, не? Со чиста совест гледавме колку што може да помогнеме и помагавме, било материјално, али секако морално, нали, затоа што не ги прекинувавме врските со тие луѓе, затоа што, велам, не беше право да бидат така жестоко осудени. Кога понешто копнеам, времето ми го покажува бескрајот на оној што не доаѓа. Од твоите очи ми паѓаше во душава последен зрак. Убава, светлак вечерина беше, а сега е најтемен мрак. Името ни е Тага, а двајцата залудно сонувавме, небо сино и песна појна. Сакаме да бидеме. И зарем чудно е љубов моја, зарем чудно е што рикам во ноќта дождлива, со грло на надојдена река палава. Нека остане отворен прозорецот. Од топлината што ја пропушта тој отвор, ја топам у грудката
од своето најубаво време. Бидејќи Богоја веќе стана професионален уметник и плоден и по квалитет и по квантитет, јас настојував, не само јас и други настојуваме да го приволиме, што се вели, да го натераме да приреди изложби. Тој по природа скромен, обично ќе речеше, виж, зашто изложба кој имам дело, имам јас неколку стотини, може би неколку илјади слики продадени не само во Македонија, но и надвор од Републиката, и што таму да одам. Иако ние мислевме дека сепак тој е меѓу оние уметници кои како може да излезе со такви уметнички дела. И таков си остана. Може последните 5-16 години пред неговата смрт тој повеќе да се посвети на сликање. Не беше многу заинтересиран за овие современи модерни токови, бидејќи неговата школа почиваше на класично образование. Тоа е системот по кој што се учеше во Софијската академија, али затоа беше влюбеник во природата, беше влюбеник во пейзажот, одеше скоро редовно секоја недела по нашите краишќа. Просто-напросто тој откри многу чудесни какчина, многу чудесни убавини што ги има Македонија и како таков стана популарен сликар. Многу негови работи се наоѓаат по домовите на мнозина луѓе, љубители на една таква уметност. Тој беше така толку западен во таа продукција што беше просто опчинет од неа, заборамен во неа. Во една прилика јас му реков: Богоја, немој сите работи што ги правиш да ги продаваш. Она што ти е најдобро, сочувај го, затоа што навистина почна да правиш добри работи кои што вреди да не се изгубат лево десно, знаете како е, често пати не знаеме кај ни се работите, нали? И така тој почна да колекционира своји работи. Во оваа прилика треба да се кажи дека таа негова скромност и таа негова може не толку заинтересираност за она што е помодно, го остави некако настрана, така да ни критиката, ни овие што пишат книги за македонската уметност, нали, скоро не го споменуваат. Што сметам дека не е право. Може да се каже дека тој има работи кои што можат како такви да се споменат. Во тој однос секако е и
и тоа што беше во голем, затоа што и критичарите тие не сакаат да говорат за луѓе кои што ето општеството и односно политиката малку ги отфрлила или ги ставила на црна листа, да речем, нали? Тоа беше неговиот случај и велам добро е што оваа емисија ќе го открија Богоја и ќе покажи кој е тој. Јас Богоја Поповски не го познавам како сликар, нити се чувствувам компетентен да зборувам за неговото сликарство. Со задоволство деновиве слушнав подготвувајќи оваа емисија, дека имал огромен творечки опус. Меѓутоа, не е ни чудно што и нашата поширока јавност не знае за Богоја Поповски како сликар, бидејќи тој беше прескромен човек повлечен во себе, човек одаден на своето творештво, но не и од оној тип луѓе или уметници кои знаат да се експонираат. Дури во повеќето разговори со него околу партизанскиот театар, околу неговото учество во овој скеч и во многу други представи, јас и всушност и не знаев дека тој слика. Ми кажуваше дека е професор, се добро сеќавам, во Педагошката академија, дека предава сликарство, но мислев дека тоа е и она што го најмногу и единствено прекупира, мислам, педагошката работа. Дури, еве, денеска разбирам дека тој е значаен и за не само како актер, аматер, туку и како ликовен уметник. Не можеме да го речеме плачот. Не можеме да го речеме крикот. Зашто цврстите зборови истекоа како плач, зашто нежните зборови истекоа како крик. Ниеден збор не го наоѓа својот лик. Ке речеме дом, а гледаме празнина. Ке речеме човек, а гледаме очај. Ниеден збор не го наоѓа својот лик. Можеме само да го допреме воздухот и челата ќе ни одегнат како врели точки на болката. Попусто ќе ги бараме зборовите сред правта што врне, само годините нив ќе ни ги возобноват. А сега сме без нив во нашите струјења. Ке мораме да влеземе во болката сосема голи и сосема неми, а сепак исправени, бидејќи ова е спровод што нема своје огледало.